Овој амандман се однесува на тоа фактички да остане моменталната формулација која е во Законот за полиција, а тоа се однесува на членот кој предвидува какво високо образование треба да има директорот, а сега и во случајот заменик директор кој се воведува на Бирото за јавна безбедност. Претходно законот предвидуваше дека лицето треба да има факултет од областа на безбедноста, одбраната, правните науки или економските науки, но со предлог измените се бришат ова дефиниција и останува само формулацијата да биде лице од општествени науки. Со ова сметаме дека е на преширока формулација, затоа што сепак и општествени науки спаѓаат историја, археологија, статистика и уметност и така натака. И сметаме дека треба да остане старата формулација со цел да се гарантира професионалноста и стручноста во овие служби. И особено, еве јас како студент кој заврши на факултетот за безбедност, сметам дека и постоечки се девалвирани студентите на безбедност, особено оние кои немаат партиска книшка, затоа што со некои вакви широки толкувања се остава простор да се упишуваат студенти од други факултети, па и често се слушува најдобрите студенти на факултетот за безбедност да работат по маркети или по штедилници. И во таа насока јас апсолутно сметам дека напротив, дури факултетот за безбедност како критериум треба да се достимулира наместо да се брише во однос на унапредувањето во безбедносните служби. При излагањето и на министерот на пленарната седница, аргументот кој го слушнав беше дека иако се остава една ваква широка формулација, каде што доволно е за директор и заменик директор да се именува само лице кој има завршено факултет за општествени науки, министерот се повика дека ќе се зголеми критериумот за искуство, односно дека за директор ќе се именува лице кој има најмалку 12 години работно искуство во полициските работи, при тоа најмалку 5 години да биде на раководни или советодавни позиции, но сепак критериумот искуство во ниту еден случај не е во колизија со образованието кое треба да го има директорот. Напротив, тие треба да се дополнуваат, особено затоа што ние и во минатото применување на некои заменици директори на безбедносните служби имаше различни толкувања, дали има 10 години работно искуство, па во 10 години работно искуство се толкуваше дека влегува и асистент за информатички науки. И апсолутно заради тоа сметам дека во законот треба да остане старата формулација која гласи дека треба да има лицето факултет од безбедност, одбрана, правни науки или економски науки, затоа што во овие услови нас ни треба професионализација на безбедносните служби наместо дополнителна партизација. Ви благодарам.